Почитувани гледачи, продолжуваме со програмата на Слободен печат. Гостинка во студиото е господјата Лидија Димова, поранешна директорка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Ви благодарам што дојдовте и добре дојдовте. Благодарам на поканата. За почеток ќе ве прашам какво е чувството да пријавите злоупотреба од 2,2 милиони евра во агенцијата, а 4 години подоцна Олаф да ја потврди таа злоупотреба, а вие да бидете на обвинителна клупа? Не знам, очекувате да ви напишам роман сега или со еден збор да се обидам да... Грозно е чувството. Мислам, во овие последните 5 години поминав низ неверојатни премрежја, разочарување од институциите кои што тотално не функционираат. Исто така тотално разочарување од луѓе кои што ги сметав за пријатели, кои што ги нема сите овие 5 години, еден телефон нема да дигнат, да се јават, затоа што некаде се во некоја институција имаат некакви придобивки од таму и се плашат моето име да не ги извалка. Од луѓе кои што некогаш сте вложувале во нив и одеднаш сега ги нема. Од луѓе кои што знаат дека ова што се случува е нефер и неправично, меѓутоа молчат. Зошто? Затоа што сите врски им се во партиските ровови и ако одеднаш застанат на твоја страна, сваќаат дека ќе бидат сами изложени, ќе немат повеќе пријатели, ќе нема кој да им сврши работа за да им извади некакво решение или да им подели некаков тендер или не знам, и затоа решаваат да молчат и тоа многу боли. Тоа е неверојатно колку боли. И згора на тоа, тие луѓе во кои што ти си верувала дека имат некакви вредности, се залагат за некакви вредности, сваќаш дека тие зборот вредности многу лабаво го сваќат, така го дефинираат и не сум сигурна дека уопште си имат барем за нив некаква дефиниција што се тоа вредности. Така што ужасно е чувството. Не ни навлегувам за тоа што значи во смисла на правичност према мене. Не сакам за тоа да зборувам. Со жалење ка констатирам дека кога ќе се спомене вашето име, првото што паѓа на памет се тренирање магариња и фризерници. Дали го делите тој впечаток? За жал, да, ама тоа се должи на хајката што ми ја приредија од власта и од медиумите заедно. Тука не можеме да ги амнестираме и медиумите. Што беше тој случај со магарињата и фризерницата? Во најширока смисла да ни објасните. Ништо. Такво нешто не постои. Го нема, нитко имало. Значи, она за што мене ме обвинува, според приказната што медиумите ја пласираа, веројатно по налог на Илинденска, беше дека јас сум дала пари за тренинг на магариња. Значи, тука има неколку работи што се тотална небулоза. И секој просечно интелигентен човек ќе свати дека ова е хајка. Прво е тоа дека јас не делам пари. Значи, во ниту една институција која што европска институција нема можност директор или кој било поединец да дели пари, тоа не е приватна фондација. Значи, секогаш има процедури, секогаш има правила и секогаш треба да се придржувате. Така што секогаш некој друг ги дели парите, а вие само потпишувате на крај, потврдувате тоа што некој друг го направил како избор. Втора неразбирање е дека неразбирањето на концептот на што значи повелба за средно стручно образование. Средно стручно образование во рамките на Еразмус имаат можност да добијат, да стекнат така наречена повелба за средно стручно образование и кога ќе стекнат таа повелба, тогаш секоја година по дефолт добиваат пари. Тоа било така тогаш и така и сега. Така што дури да се работело, ја секогаш мислам се шегувам со ова, дури да побарале пари за тренинг на магариња, што не било случај. Зашто побарале пари? Значи, они побараа пари за да одат во, не се сеќам точно каде, ама знам дека беше во Хрватска, во земјоделско училиште и да учат како се користи магарешкото млеко
во процес на производство ми се чини дека имаше некои сапуни ке произведуваја, бидејќи веројатно во меѓувреме, ако не друго, барем граѓаните научија дека е многу скапо магарешкото млеко. И тоа требаше да влезе во процес на производство во училиштето од Кавадарци. И тоа се случи. Меѓутоа, да биде иронијата уште поголема, во 2023, во 2022 уствари, годината Еразмус, и секоја година Еразмус има година на нешто. И следната година тоа беше година на вештините и овој проект доби награда. За магарињата? За магарињата. Ама тогаш немаше новинар кој да објави. Значи сите објавија од медиумите дека Националната агенција дава пари за тренинг на магариња, а кога доби проектот награда, немаше новинар да го објави тоа, мислам. Малку го истражував и случајот со фризерницата и утврдив во комуникација со човекот кој што ја раководи таа компанија, дека и неговите проекти се вратени од страна на Националната агенција, дел од нив пропаднале, поради тоа што бил надминат рокот, 2023 година требало да завршат, меѓутоа тие што не пропаднале му е дозволено да ги продолжи, што значи дека не е пронајден никаков спорен елемент, ниту со тоа што тој имал образовна институција регистрирана на адресата на фризерница, ако добро разбирам. Апсолутно, и не само тоа, доку значи, Националната агенција имаше многу добра соработка со господинот Златковски. Јас не го познавав пред да дојдам на тоа работно место. Он ми беше, значи, тој беше препорачан од службениците што се занимават со образование, средно стручно образование, бидејќи сакав да обучиме наставници, што пак се враќаме кај шемата на 2,2, откако ја открив шемата, сватив дека веројатно нема да има потреба од такви малверзации, ако наставниците сватат како може да се повлечат пари од таму, училиштата. И побарав од службите во Националната агенција да ми понудат луѓе кои што се добри во спроведувањето на проектите, и неговото име беше едно од нив, имаше уште неколку души. И ние тога седнавме заедно со него, направивме обука, обучивме многу наставници, го зголемивме бројот на проектите, абнормално многу, и дури бевме пофалени од Брисел дека тоа беше многу добра активност. Таа активност е денеска дел од спорот за мене. Да, значи, може ли да што Брисел ја пофали активноста, мене нашето обвинителство ме обвинува дека сум ги злоупотребила парите. За обука на наставници. Зашто сте сега вие обвината и до каде е вашиот процес? Значи, јас сум обвината по два основи. Еднојот е за злоупотреба на службена положба. Наводно сум ја злоупотребила службената положба при делењето на јавните набавки. Значи, при управувањето со јавните набавки. А второто обвинување е за нанесување штета на буџетот на ЕУ. Сега, абсурдот овде е што во меѓувреме, во сите овие истраги, Олаф, нормално, ме истражи и мене меѓу сите тие што ги истражуваше тука, и ми даде писмо дека апсолутно сум, дека нема никаква злоупотреба на европските средства, дека не бараат од државата пари за злоупотреба на европските средства во тој дел. Дали јавното обвинителство ги зеде предвид тие писма од Олаф? Не знам, ќе треба нив да ги прашате. Јас како документ го приложив тоа во вештиот наод. И веројатно, мислам неверојатно, сигурно знаат, меѓутоа нема промени, ништо не се менува. Нема предефинирање, не го земат предвид. Дури и слушам по новинарите сега, пошто се заинтересираа за фактот дека треба да ги враќаме парите, дека во некое место, не се сеќавам каде прочитав, дека они кажале дека тој спор, значи тој предмет нема врска со мојот предмет. Како не ја гледат врската, не ми е јасно. Меѓутоа, ево, тоа е. Мислам, која штета, кога реално не е дефинирана, кога Ола вика нема штета, не е нанесено штета, а патем, може би треба да кажам дека Националната агенција користи пари од Европска Унија. Ние од домашниот буџет
како институција користевме само за плати и за режиски трошоци, ништо друго. Меѓутоа, ево, тие сметат дека е тоа така. И може би ова е згодно место да кажам дека чисто за да знаат и гледачите, она што во мое време се случи е јас обезбедив канцелариски простор многу подобар колку тој претходно што беше и тој нели го премивме скромно, нормално го обележавме за да биде видлива националната агенција и практично заштедив многу пари на националната агенција. Зошто? Предходно што се правеше? Предходно се плаќавме кирија за тој простор кој што го имавме. Меѓутоа не е спорно тоа дека има плаќаме кирија. Знаете колкава кирија плаќавме предходно? Колкава? Абнормално висока. 6.000 евра месечно. За 120 и не знам, нека и 150 квадрати. 6.000 евра. Би било интересно да се истражи кој е тој што го дава просторот на наем. Ќе ви кажам одма кој е како се викаше Гуштеров. Со него беше склучен договорот. И тоа е. И сега не вика јавното обвинителство благодариме многу што практично ни скративте од толку и толку пари од буџетот да не одат на кирија. Вика дека сум ги злоупотребила европските пари. Европските пари, за кои што предходно Олаф вика дека не се злоупотребени. Тоа што Олаф исто така го вика е дека се злоупотребени 2,2 милиони евра, за кои што вие прва алармиравте. Алармиравте во домашното јавно обвинителство, алармиравте и кај Европската комисија. Европската комисија ве поддржа во тоа да спроведете истрага во Националната агенција за да евентуално се докажат тие злоупотреби. Можете ли детално да ни објасните, вие седнавте на директорското место и почнавте истрага. Како? Зошто? Со кого? Што пронајдовте? Што би требало да сватат гледачите за тие злоупотреби внатре? Значи вака, јас станав директор на Националната агенција во декември 2017 година. На програма која што веќе беше одобрена од претходниот директор и од Брисел. Значи 2018 не е програма што јас ја пишував, туку требаше да ја реализирам програмата што мојот претходник ја пишуваше. Она што беше интересно е малку македонштината, нели, кога се менува директорот, сончогледите во институцијата веднаш се активираат. Веднаш сонцето на место на запад изгрева на исток. И тие што најчесто се најмногу виновни, тие доаѓаат и нормално тие почнуваат да се умилкуваат. Во една таква, јас со сите поединечно имав средби, во една таква средба, лицето што беше задолжено за еволаторите, бидејќи тие се најбитни во случајот, за да било каква е измама, ако има во институција, институционална измама не може да се направи без еволаторите, надворешните еволатори, бидејќи надворешни луѓе ги евалуираат проектите, не внатре. И дојде тоа лице кај мене и ми кажа, директорке, јас да сум на ваше место, мислам дека би ги видела еволаторите. И ја бев малку фрапирана, не можев да сватам сега што е поентата, значи сама себе се цингари, што е работата. И после ми стана јасно кога веќе почнавме со истражувањето, меѓутоа тоа е другата приказна. Во моментот кога стигна првиот конкурс, откако сум ја дојдена, тоа значи во февруар, март месец, и ги гледаме проектите, прво нешто што паѓаше на во очи, што беше многу воочливо, е дека рече се сите училишта од Македонија одат во 5 држави на 5 места. И малку е чудно како бе во цела Европа сите од Македонија додат на 8 организации беа практично во мрежата низ Европа. Од 5 држави. 8 организации од 5 држави. Тие беа братството и единството на шемата, нели, на измамата. И кај кои се слева, како што рековте во други интервјуа, 70% од буџетот. Да, во тогаш, ама тоа беше веќе вториот чекор. Значи јас кога видов дека на исто место одат, почнав да ги истражувам. И тогаш пријави во Брисел, бидејќи дојде време за известување.
и пријавив во Брисел, не знаев за што станува збор, ама го пријавив тоа како факт, им кажав и ги нареков лажни посредници, пошто програмата дозволува да имате посредници, ама тие треба да бидат декларирани. Така што вие ако ми се јавувате како посредник за училиште Јосип Броз, например, вашето име треба таму да стои, а не Јосип Броз, за да знам јас дека со вас треба да контактирам. Нивното име никаде не се провлекуваше, не беа ни посредници, се појавуваше друго име, а некој друг правеше нешто друго. И кога го пријавив тоа во Брисел, бев охрабрена да одам понатаму и да видиме на што се должи тоа. И направив јас план како да почнеме да ги гледаме. Посети правевме на самото место на организациите, дури во неколку држави тоа го направивме прв пат. Значи, Еразмус проектот, јас бев прва на ниво на Европска Унија што воведе практиката на заедничко посета на проект за да се направи мониторинг извештај. Значи бевте со својот тим од внатре од агенцијата така, на локациите во хотелите каде што се спроведува активностите од Еразмус+. Ама не само во хотелите, доку не само нашиот тим, доку бевме и со националната агенција, на пример една од државите Бугарија. Значи со нас беше и персоналот од националната агенција од Бугарија, затоа што сепак се во друга држава да знаеме дека ќе имаме пристап до документите. И македонските организации имаат соработка со тие од Бугарија. Ма тоа е целта, нели, на програмата, тоа не е спорно. Спорно беше што имавме двојна злоупотреба. Утврдивме дека во еден ист хотел се случува 3-4 настани од Еразмус, едните финансирани од Македонската национална агенција, другите финансирани од Бугарската, и тука почнува да се одвртува. Практично. А што е спорно ако се случуваат настаните така? Тоа е двојно финансирање. Значи се земаат пари од Македонската агенција и од Бугарската агенција за настани кои што се за еден настан. За ист настан, да. Од двете места се земаат пари за ист настан. Се цицаат парите. И потоа се утврдува дека практично голем дел од тие, пошто нели треба да приложите документи, учесници, колку учесниците потписите не беа како што треба. Значи почнуваат веќе полесно да утврдуваш каде све има некој фалсификување. На кој ниво има измама практично. И така почнавме и колку повеќе навлегувавме, дојдовме до одредено сознание. И она што беше поразително во тој момент е што сватив јас дека речиси 70% од вкупниот буџет на Македонија се слеваат во овие две организации. Самата кривична пријава има 23 лица. Обвинението е и за злосторничко здружување. Меѓутоа, и тоа се институции, училишта, универзитети и слично. Меѓутоа, главната измама се состои во тоа што се пишува тендерска документација, прво се пишуваат проекти, значи овие две фирми пишуваат проекти на сите овие институции, потоа тие проекти ги одобрува Националната агенција, затоа што шемата на еволуаторите, нивните еволуатори пред јас да ги заменам, шемата беше совршена, немаше проблем, и потоа тие пари одеа по училиштата, а тие пак на јавни набавки, кои што овие фирми самите си ги пишуваа, им ги даваа во целост на овие два ентитети, и практично парите на место да завршат во училиште, завршуваа како овие економски оператори. Нели поентата на Еразмус Плюс е самите училишта да научат како да управуваат со средствата од Еразмус Плюс, а не да ги доделуваат целосно на фирми, па тие за нив да управуваат. А можеби и нецелосно да управуваат, дел од нив, не знаеме, можеби завршиле во некои джебови каде што не би требало. Значи, да ви објаснам само колку да им е јасно на тие што не следат. Начинот на кој што вие во Еразмус се отчитувате кон Брисел е според така наречен ламсам, нели, паушал. Например, 10 дена во Шпанија, еден ден во Шпанија, утврдено према Евростат, еден ден во Шпанија, импровизирам, да речеме дека е 250 евра. Ако вие однесете 10 деца, 100 деца, по 250 евра, вие имате 25.000 евра.
И вие толку се отчитувате кон Брисел. Ама вие како училиште може да решите наместо да одите со авион, да одите со автобус. И тоа е легитимно. А за превоз имате, да кажеме, до Шпанија 450 евра, да речеме. И вие со автобус наместо 450 по човек ќе потрошите 150. Значи ви остануваат 300 по човек. Тоа значи 30.000 евра веднаш ви остануваат. Кои што не мора да ги вратите во Брисел, не мора да ги отчитате. Значи Брисел намерно ви ги остава и очекува дека тие пари ќе завршат во училиштата. Училиштата да си купат електронски табли, не знам, се што им треба. А вие ако ги дадете на некоја компанија на тендер, остануваат во компанијата. Така, тоа е за превоз. А за дневниците, тоа е уште поинтересно. Значи, вас вие 250 евра, Шпанија еден ден. Вие можете за 100 души да организирате сендвичи, јадење во мензи, ваму таму и сите тие пари да останат во училиштето. Значи, станува збор за значителна сума, кој што ние, односно директорите наши, решиле дека не им треба тие пари на училиштата и им ги дават на овие два ентитети. Дали то го правеле заеднички здушно со нив да ги делат парите, или некои од директорите, јас сум убедена дека биле толку наивни што не ни знаеле што прават, прифатиле само и биле срекни што можеле со сопрузите да одат во Шпанија, бидејќи тоа им беше награда. Не знам, тука не може да тврдам, се надевам дека спорот кој ќе почне, нели, обвинителството, дека тогаш ќе откриеме зашто станува збор, меѓутоа очигледно нема интерес за такво нешто. И не откривме и ден денеска до кое ниво директорите од кривичната пријава се практично вклучени во делот на измамата. Видите, нова димензија има народната поговорка во Македонија. Раката која дава не се суши. Да, раката која дава не се суши под услов ако земе. Значи, ова беше цело земање. Значи, повеќе од 60-70% од парите, они ги земаја за себе. И, како што утврдено, значи, 2,2 милиона ни собраа на тој начин. Тоа Олаф го утврди? Тоа, јас го утврдив. Олаф вие само го утврдивте затоа што вие им го пријавивте тоа? Јас тоа го пријавив со нашите документи, Олаф со нашите документи работеше. На Европската комисија со нашите документи работеше. Освен обвинителство, каде што јас да, кога обвинителството пријавивте и што се случи? Ме затворија мене. Значи, бевме, и то не бев сама, кај јавниот обвинител, и му кажав дека ова е тоа, еви ги документите, токава фасцикла со сите документи се обработено. Еви ги документите, ако реагирате веднаш, одма ќе си фатат. Иди, испивме едно кафе, и јас си отидов. Помина година дена, нема никаков абер, се јавив, што се случува, викам, со пријавата. И ја загинавме, па после ја најдовме, и цело време се случуваше нешто да немаме представа што се случува, за денеска да дознаеме, после 4 години, 4,5 години, дека практично била во предистрага. Да, после моето прашање. Да ве подсетам. Значи, мене, кој ми се правеа притисоците, од финансиска полиција, од сите други институции, нема кој не направи притисок врз мене. Значи, инспекторатот, просветниот, сите возможни институции, финансиска полиција, обвинителство, сите. Значи, секој кој што имаше ДКСК, значи сите што имае некаков инструмент на располагање, направија притисок врз мене. До еден. И од кога тие тоа не успеа, практично тие решија дека можеби најдобро е да ми ја затнат мене устата и да има кривично за мене. И така се случи да сме тука денеска. Оваа проневера која што Олаф ја констатираше, вие му ја пријавивте на обвинителството и околу тој период дали некој ви правеше притисок да ја повлечете таа кривична пријава? И исто така со самата истрага која што сте ја почнале со вашиот тим, се замрзнуваат и средствата кон пријавените ентитети во кривичната пријава, дали ви правеше некој
Дали ви сугерираше да ги исплатите парите? Значи, вака, во моментот кога се утврди шемата, јас бев во консултација со Брисел постојано. И они, практично, тоа беше нивна препорака, дека сите ентитети што се вклучени во шемата, најдобро ќе биде нивната ситуација да ја замрзнеме, да не трошиме пари веќе. И јас ги замрзнав проектите каде што требаше последната исплата да се плати. Значи, ништо од тоа не е. Да, ама некому лично беа засегнати тие две фирми, тие два ентитети. И едниот од тие двата ентитети практично беше многу близок пријател со Нола Исмаиловска, Старова. И јас бев повикана, ова го имам кажан 1000 пати, на друго место и затоа не се ни плашам да кажам. Бев повикана во седиштето на СДСМ и од мене се побара да ги пуштам парите, да ги пуштам на платите кон ентитетот, нели, кон прво пријавеното лице. Кој што и ден денешен... Кое што и ден денес, значи, користи пари од училиштата. И од Еразмус Плюс програма. Еразмус е длабоко инволвирано лице во Еразмус Плюс. И тоа што ви кажува? Ви кажува една работа, дека нема предистрага. Затоа што ако имаше предистрага, немаше тие се уште и ден денеска да користат пари од Еразмус. Не, проблемот со предистрагите е во тоа што може да траат неограничено време и во предистрага вие не сте виновен. Нели? Да, и кога не сте виновен, вие и понатаму можете да користите пари од фондовите. Да, ама истиот третман не го добивам јас. Како третман вие добивате? И зошто бев јас од првиот ден распната дека сум виновна? Од првиот ден, од сите. Мене ми е забранета дејност. Тие немат проблем. Шарат, барат низ цела Македонија. Со сите училишта немат проблем. А јас не смеам да работам. Јас секој понеделник се пријавувам во суд, заедно со куп други криминалци. Тие немат гајле. Тие се први пријатели со политичките страни. И од едната, и од другата. Немат проблем. Се шетат од лево па десно, па немат никаков проблем. Се сетија ли овие години на вас оние кои што ве поставија? Како не, се сетија за мене. Се сетија дека треба да ми ја затворат устата, да не зборам многу, бидејќи сум непослушна, нели, дури во една прилика, не во една, доку во многу пати, за мене се зборуваше во партија дека јас сум liability, нели, тоа е збор на англиски кој што се користеше за мене, но тешко се преведува, ама во смисла дека јас сум ризична, дека не можат со мене како сакат. Товар. Товар некаков ќе бидам, обврски ќе им правам. И така и се однесува со мене партијата. Значи, кога требаше да се пишува програмата, аз пишував, за сите дискутирав, мојот дел одеше без никакви прашалници. Ма затоа пак ништо не се оствари од мојот дел, од делот на Европска унија. Значи, ме оставаја. Јас тогаш не бев свесна, меѓутоа од оваа перспектива ми беше јасно дека они нема да се расправат со тебе, не те рецкат. Оно што најболно од се во целата ова работа е дека во моментот кога мене ме линчуваат и ме распнуваат, половина од влада, од таа влада што мене ме распна, половината од луѓето се мои луѓе. Се луѓе кои што мене многу добро ме познаваат. И кои што дозволија тоа да се случи. Да не почнам да ги редам по име и по презиме, затоа што мислам дека е дегутантно во овој момент. Ама тоа што ми се случи мене и тие го измолчија, за мене е кривично дело. Тоа само покажува дека зборот вредности, полна ни е устата со европски вредности, ама ако ни е згодно, немаме проблем никого да зезнеме. Последната оценка од Европската комисија за Националната агенција не е баш поволна, изразено е мислење со резерва, ако добро разбирам. Што значи тоа за иднината на Националната агенција и со тоа би сакала да го завршиме разговорот? Значи, дел од еволуацијата, во тие 7 години дека трае буџетот, нели, имаат еволуација и од Брисел доаѓаат и ги посетуваат сите национални агенции. И Македонија доби оценка, што исто така го дознавме од новинари.
доби оценка, така се вика делумно убедување, нели, partial assurance, што значи мислење со резервата. Тоа практично значи дека веќе Националната агенција не се гледа како стабилна институција во Брисел и дека ќе биде под засилен мониторинг. Меѓутоа, она што е уште поинтересно е фактот дека никој во Националната агенција не знае за нивниот статус. Значи има луѓе таму кои што се вработени, поима немаат дека имаат статус на засилен мониторинг и за делумна или дека имаат мислење со резерва. Не би сакала само да пропуштам за крај да ве прашам како си поминавте сите вие од тимот кои што ги истражувавте овие злоупотреби во агенцијата. Како си поминавте? Каков е сега вашиот статус, вашите животи? Трпевте ли консеквенции? Значи, мене ме отпушти од работа. Кога се вратив дома, имав забрана за дејност, значи не смев да работам, имав 2 сина невработени. Јас мислам дека можам со живот да се обложам дека во историјата на оваа држава сум најсиромашната пратеничка што постоела во државата. Другите што беа во тимот со мене или се отпуштени од работа, повеќето се отпуштени од работа, или останале во агенција затоа што се долго време имат назив на државен службеник и не можат да ги отпуштат, ама затоа пак трпат страшен мобинг на работа. Така што ова е вториот дел од пораката. Не само што не се открива корупцијата во Македонија, доку не дај Боже ако ви текне и да учествувате во откривањето на корупцијата, тешко, има цена и ќе ја платите. Прашите ги тие кои што се тужат за мобинг по судовите наши. Така, ви благодарам многу за исцрпниот разговор. Почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат.